Катастрофални резултати во работењето пријавиле фирмите за нивното работење во услови на пандемијата. Од пролетта наваму, компаниите или тонат во долгови, или отпуштат работници, или пак ги затвораат фирмите, вели последното бизнис истражување. Според него, дури 82% од компаниите пријавиле значителни финансиски загуби, кои ги почувствувале на различни начини. 45% од фирмите се соочиле со намалување на нивните приходи за 50% во однос на претходната година, а 11% ставиле клуч на врата. Во овие случаи најлошо минале микрофирмите, каде секоја втора имала половина помалку пари, а 20% од нив пропаднале. За разлика од нив, досега ниту една компанија од поголемите не пропаднала, но секоја втора од нив исто така има пад на приходите за половина. Најголем број од фирмите кои пријавиле пад на приходите се од секторите погодени со владините забрани за работа. Транспортните фирми, услугите за складирање, градежништвото, угостителите и други. Стои во истражувањето. Поради ова, дури 70% од овие фирми го намалиле бројот на работни часови, 30% примениле реорганизација на работењето, при што 11% се отпуштени од работа. Но сега доаѓа најлошото, бидејќи фирмите се на стаклени нозе, а ги очекуваат и нови удари. Единствен спас им е бесплатен достап до пари и владините мерки. Но овде бизнисмените имаат замерки. Голем дел од нив кредити имаа и досега, а нови за нивните бизниси ќе значат нов камен околу врат. Во делот на владините мерки не е се така како што се кажува, бидејќи од фирмите се бара да имаат чисти сметки кон државата, да не се намалуваат платите, да не се отпуштат работници, намалувањето на приходите да не е помало од 30% и слично. Стои во истражувањето.